Март 2025 година ќе биде месец богат со космички промени, емоционални откритија и енергијна трансформација. Се случуваат неколку значајни астролошки и небесни настани, па затоа ве повикувам да си ги врзете безбедносните појаси и да запловите по патувањето на промените. Ајде да се нурнеме во она што ни го нуди универзумот. На 14 март небото ќе ни донесе затемнување на месечината, слика која го одзема здивото, обојувајќи ја месечината со длабоки црвени нијанси. Како што земјата се движи точно помеѓу сонцето и месечината, површината на месечината ќе се затемни. Подсетник на небесниот танц кој влијае на нашите емоции и длабочините на подсвеста. Во астрологијата, затемнувањата на месечината се моќни катализатори на лична еволуција. Тие ги осветлуваат скриените емоции, не принудуваат да се соочиме со неразрешените работи во животот и не подсетуваат на стандардите. Време е да ги прифатиме промените и да ја донесеме нашата нова верзија во реалноста. Затемнувањата не носат кон брз раст. Биле ние подготвени за тоа или не? Како што Венера тргнува на своето ретроградно патување, започнува период на длабока рефлексија. Љубовта, финансиите и вредностите се под лупа. Ова ретроградно движење, кое се случува во областа на кариерата, поттикнува на преоценување на долгорочните амбиции и финансиските одлуки. Некоја поранешна можност може повторно да се појави, нудејќи ви втора шанса да ги поправите работите. На емотивен план, ретроградната Венера е покана да се негува љубовта кон себе, а не да се бара потврда од надвор. Поврзете се одново со вашите вистински желби, исцелете ги старите рани и редефинирајте што е на вистина важно за вас кај љубовта и парите. Како да не е доволно една ретроградна планета, па и Меркур се придружува на космичкото одмотување почнувајќи од 15 марта. Ретроградниот Меркур често носи несреќи во комуникацијата, одложување и зголемено чувство на фрустрација. Но овој пат е поинаку. Со преминувањето на Меркур помеѓу знаковите Овен и Риби, овој период нуди можност да се преформулира внатрешниот диалог и да се развие попозитивен внатрешен говор. Наместо да се плашите од промените, искористете го ова време за да размислите, разгледате и да ги преуредите вашите модели на размислување. Како што напредува март, ја дочекуваме пролетната рамноденица на 19 март. Моментот на совршена рамнотежа кога денот и ноќта се еднакви. Символизирајќи обновување и подмладување, рамноденицата означува премин од темнината кон светлината, како во природата, така и во нас. Многу култури го слават овој настан како време на плодност, изобилство и свежи почетоци. Зголемената дневна светлина предизвикува природно зголемување на серотонинот, подигање на расположението и повторно разгорување на креативната енергија. Ова е време да се засадат нови семиња. И буквално, и метафорички, за месеците што следат. Меѓу многуте космички настани во март, звездената точка на Венера стои како светилник на љубовта, убавината и самопочитувањето. Се случува приближно на секој 9,5 месеци. Ова порамнување на Венера и Сонцето ќе ве опчини со исцртувањето на петкратната звезда, која се изградува во рамките на еден циклус кој што трае 8 години. Бидејќи Венера е планета на романтиката, задоволството и естетиката, овој небесен настан влијае на тоа како ја доживуваме љубовта и ги изразуваме нашите најдлабоки желби. Нуди јаснотија во односите со другите, водејќи кон поисполнети врски и подлабоко разбирање на нашите вредности. Март 2025 година е се освен обичен. Тоа е месец на откровенија, трансформации и космичко водство. Затемнувањето на месечината не поттикнува да се соочиме со нашите емоции. Ретроградната Венера бара од нас повторно да ги процениме љубовта и финансиите, а ретроградниот Меркур ги предизвикува нашите процеси на комуникација и размислување. Пролетната рамноденица вдахнува нов живот во нашите духови, додека звездената точка на Венера не поканува да ја прифатиме љубовта во сите нејзини форми. Додека универзумот го расплетува својот грандиозен дизајн, ние сме повикани да размислуваме, растеме и чекориме во иднината со јаснотија и цел.
врзите ги појасите, космичкото возење што туку започна. Секако кога знаеме какви се настани следат во март, да го запрашаме таротот на кој начин посебно тие ќе влијаат во вашиот живот. Хај сега да ги прашаме картите што ќе кажат специфично што ќе ви се случува вам во текот на март во врска со овие настани што ќе ги имаме. Имаме 2 дека, од секој дек ќе одбереме по една карта. Значи 5 од едниот, 5 од другиот, ќе ги поврзаме и да видиме како тие ќе влијаат. Ево го другиот дек. Значи разговараме за една побрза, ќе оставиме надвор, уште 4 ќе одбереме. Ќе разговараме за затемнувањето на месечината, за ретроградната Венера, ретроградниот Меркур, пролетна рамноденица и звездената точка на Венера. Ајде уште 5, значи ова ќе биде првото. Што падна само, што се понуди. 3, 4, 5. Па одиме. Првата и првата. Затемнувањето на месечината. Затемнувањето на месечината ве покажува вас, драги мои, како си седите пред мобилниот или пред компјутерот. Независно, некој работи на таблет, а некој гледа и на телевизија. И кажано понашки, манијачите. Значи, буквално следите секој чекор на некоја особа. Добро. Како што рековме, затемнувањето ќе ве поттикне да се соочите со емоциите, што значи во случајов веројатно следите некој кој што ви предизвикува некакви емоции. Така што ќе се соочите со емоциите и ќе разберете дали се позитивни или негативни. И ако се негативни, ќе имате време да размислите и да се позиционирате. Другата карта укажува на проблеми со финанси, со зависности или со коцка. Или одење по кладилници, понашки кажано. Повторно соочување со емоциите. Иако во оваа ситуација јас би рекла дека напротив правите нешто за да ги избегнете тие емоции, ама еве убаво ќе ви влијае ова затемнување на месечината и ќе ве стави у ситуација да си го ставите прстот на глава и да се запрашате што правам јас со мојот живот. Да не речам каде ми е паметот. На што губам време. Секојаш тука се работи за некаква болка. Значи, тоа е сите тие зависности, проблеми, сите тие се начин да се избегнува соочување со емоции кои што ви предизвикуваат болка во суштина. Од време на време, универзумот наоѓа начин да не протресе и да ни каже погледни го ова што го правиш и прашај се зошто. Затоа што кога ќе се соочите со тие емоции, кога ќе ги обработите, едноставно ќе се ослободите од нив и нема да има потреба ниту од зависноста, ниту од било каква дистракција која што доаѓа од надвор. Сега да видиме ретроградната Венера, која што ги проценува љубовта и финансиите.
Епа, драги мои, овдека гледам обновување на надежи и нова љубов. Така што, да, проценка на љубов и на финанси, и тоа со знак, хороскопски знак од огнените знаци. Значи, овен, лав или стрелец. Тоа е влијанието на ретроградната Венера. Добро, и благодариме, нова љубов. Се надевам на тие што се сингл, не на тие што веќе се во врска. Да видиме како ќе влијае на вас ретроградниот Меркур. Ретроградниот Меркур, прва работа што ви укажува е тоа дека во вашата околина се наоѓа некој непријател. Треба да си ги отворите очите, затоа што е многу лесно кога некој што е непријател го покажува тоа отворено. Дури да ги почитуваш тие, си има став, не те сака, ти го кажува тоа и знаеш со кого имаш работа и знаеш дека ти е непријател и дека не ти посакува добро. Ама има многу непријатели кои што смислено, тактички, долгорочно работат против вас, прибираат информации и ве чекаат, што би се рекло, на кривина. Значи, од таквите да се чувате. Ако нешто ви е чудно, ако гледате дека некој инсистира да дознае многу податоци за вас, да дознае се, за еден ден да почнат да истекуваат некако чудно и многу луѓе да ве гледаат со чудни очи, ако не ви кажуваат ништо, тогаш да знаете дека се работи за непријател. А од друга страна, ретроградниот Меркур ви советува да го отворите срцето, што ќе ви помогне да привлечете повеќе љубов. Како би можело ова да се поврзе? Еве како го гледам јас. Можно е да сте имале непријател во животот кој што ве повредил толку многу или ви нанел толкава штета, што едноставно сте одлучиле веќе никому ништо да не споделувате во животот. И тоа е добро, сте се заштитиле, ама од друга страна сте спречиле љубовта да дојде во вашиот живот. Ако не го отворите срцето, ако не ја покажете вашата убава страна, ако не ги покажете вашите мили особини на луѓето околу вас, тогаш тие не можат ниту да ве запознаат, а не можат ниту да ве посакаат, затоа што никој не сака некој што е затворен и резервиран, кога на светот постаат толку многу луѓе кои што немаат проблем да си го отворат срцето и да покажат што сакаат. И да го направат тоа без проблем. Затоа некои се подолго време сами, а некои други се подолго време со повеќе луѓе. Нема врска, се во свое време, секој по својот пат. Во секој случај ви се советува да го отворите срцето. Одиме на пролетната рамноденица и да видиме што има тука. Пролетната рамноденица е периодот кога имаме во исто време, значи исто време траење и на денот и на ноќта. Значи имаме и темната и светлата страна во ист степен. Овдека имаме дека очигледно треба да се ослободите од некои работи, затоа што доаѓа периодот, нели, на светлината, на летото, на серотонин, на среќа и така натаму. Овдека гледам дека постојат одредени блокади енергетски, можеби ваши погрешни ставови, а можеби нешто реално се случува што ви стои на патот и што ве спречува. Исто така, другата карта пак зборува за интуицијата
И таа покажува дека постојат црвени знамиња кои што не треба да ги игнорирате. Знаците на патот кои што ви се појавуваат и кои ви укажуваат дека нешто не е во ред. Да бидете внимателни, драги мои, да не игнорирате нешто што после може многу да ве повреди. Очигледно постојат одредени блокади, можеби некој друг ви ги поставува, тоа не го знаеме, ама интуицијата ќе ви биде засилена. Кога нешто ви е чудно, а ако нешто ви изгледа невообичаено, тогаш разгледајте го, видете зошто се случува тоа, кој би можел, какви мотиви би можеле да имаат луѓето, за да се однесуваат на тој начин. И последната карта е звездената точка на Венера, која што не повикува да ја прифатиме љубовта во сите нејзини форми. И таа укажува на дейтинг, значи состанок со некоја нова личност, која што најверојатно е во воздушните знаци на хороскопот, односно близнаци, вага или водолија. Така што звездената точка на Венера ќе ве однесе до нова љубов, што е точно и соодветно на она што би можеле да го очекуваме за влијанието на оваа карта. Сега, тоест на овој настан, на овој космички настан. Ајде сега кратко да ги прегледаме сите влијанија. Прво имавме затемнување на месечината, која што ве наоѓа седнати покрај компјутер, како следите некоја особа, за да се соочите со емоциите, а исто така и да се соочите со некои своји пороци и недостатоци, да видите од каде доаѓаат и што може да се направи. Потоа доаѓа ретроградната Венера, која што ви носи нова љубов, значи нова надеж, со огнен знак во хороскоп. Потоа имавме ретрограден Меркур, кој што ни укажува на постоење на некој непријател, заради кој што вие сте се затвориле и добивате совет дека треба да си го отворите срцето. Потоа следи пролетната рамноденица, каде што вие ќе треба да направите чистење на одредени блокади, а кои блокади треба да ги исчистите, ќе ви каже точно вашата интуиција, која што ќе биде засилена во овој период. И последното е звездената точка на Венера, која што укажува веќе на состаноци љубовни, со нова особа, која најверојатно ќе биде воздушен знак во хороскоп, близнаци, вага или водолија. Со тоа завршуваме со гледањето. Ви благодарам за поддршката. Можете да заследите, да го стиснете звончето, да го споделите видеото и да ставите лајкче. И се гледаме наскоро. Чао!